Благодарам, господине Џафери. Накратко би сакал за оваа точка, каде што имаме предложени од Собранието здружение кои што треба да делегираат членови во така наречениот механизам за граѓанска контрола во составот на Народниот правобранител. Најпрвен би сакал да изразам свое мислење, без да се мешам во одлуката на Хелсиншкиот комитет за човекови права, дека делегирањето на господја Уранија Пировска во овој состав кај Народниот правобранител само го потврдува нашиот сомнеж дека некои здруженија ќе предлагаат лица кои што политички поларизираат. И со самото тоа што имаат политички поларизирана перцепција, мислам дека тоа ќе им се одрази во нивната работа и непристрасност, односно пристрасност при делувањето кај самиот народен правобранител, кој што има надлежност да им помага на граѓаните при заштитата и остварувањето на нивните слободи и права. Втората работа што сакам да ја споменам е улогата на Собранието. Ние сите во Собранието, тука до сега пријавени говорници, но и предходно на расправата на матичното работно тело на Комисијата за Народниот правобранител, но и по неговите извештаи, секогаш декларативно сме се залагале дека Народниот правобранител треба да има дополнителна поддршка, дека Собранието треба да игра поголема улога во заштитата на човековите слободи и права на граѓаните и слично, дека треба да се зголемат ресурсите и капацитетите и на Народниот правобранител и на Собранието во остварувањето на оваа цел, уставно загарантирана за човековите слободи и права, но паднавме како собрание и би рекол и како држава на првиот тест кој што дојде во Собранието, а беше поврзан со кршењето на човековите слободи и права, конкретно со кршењето на правата од работен однос. За што станува збор? Станува збор за случајот на инспекторот, просветниот инспектор Ѓорѓи Илиевски. Господинот Ѓорѓи Илиевски, вршејќи ја својата должност како просветен инспектор, открил незаконски действија при Тетовскиот универзитет, кои што за негова жал не биле поврзани само со обични граѓани, туку биле поврзани со високи владени функционери, од кои што едниот е актуелен заменик министер за внатрешни работи, а другиот е актуелен министер за образование и третиот е директор на Агенцијата за патенти или како и да е целосниот наслов на таа установа. И господинот Ѓорѓи Илиевски, токму затоа што открил незаконски действија на Тетовскиот универзитет поврзани со високи функционери од извршната власт, наместо да добие охрабрување или да добие заштита или да добие поддршка во вршењето на неговата функција, тој добива казна и деградирање на правата стекнати од неговиот работен однос, со деградирање на неговата позиција, со намалувањето на неговиот личен доход и со одземањето на одредени овластувања кои што претходно ги имал стекнато врз основа на неговиот работен однос. Зошто го споменувам овој случај? Го споменувам затоа што овој случај доби поддршка и беше констатирано дека се повредени правата на просветниот инспектор Ѓорѓи Илиевски од страна на Народниот правобранител, но за жал, кога овој случај дојде во Собранието на Република Македонија и беше поставен на дневен ред пред комисијата, анкетната комисија за заштита на човековите слободи и права на граѓаните на државата, за жал, освен бледа расправа на оваа тема, каде што припадниците на владеачкото мнозинство се обидуваа да ја релативизираат целата работа
немаше никаков посериозен исход. И сега замислете, ние разговараме како собранието, кое што го бира народниот правобранител од името на граѓаните на Македонија да ги штити правата на народот, затоа и се вика народен правобранител, делегираме дополнително, овластуваме здруженија да делегираат членови за граѓанска контрола на народниот правобранител, а од друга страна имаме конкретен граѓанин, просветен инспектор во Република Македонија кој што открил незаконити постапки на Тетовскиот универзитет, кој што заради своето законито действување се соочува со нарушување на неговите права од работниот однос, доаѓа до собранието, упорен е во својата намера, пред пензија, може би и тоа му дава поголема упорност или поголемо искуство, а собранието е немоќно и нема ниеден начин како да ги заштити правата од работен однос на просветниот инспектор Ѓорѓи Илиевски, затоа што високите функционери и правата на заменикот министер за внатрешни работи и правата на министерот за образование се појаки од правата на обичниот, во наводници, просветен инспектор Ѓорѓи Илиевски. Затоа сметам дека ваквото действување, од една страна искажување на декларативни заложби за функцијата, капацитетот и надлежностите на народниот правобранител при заштита на човековите слободи и права од страна на собранието, доминира во овој законодавен дом, никој не се противи на тоа, никој не ги оспорил тие права, но од друга страна, кога ќе се соочиме со конкретно прекршено право, во случајов право од работен однос на еден просветен инспектор, гледаме дека собранието, токму собранието, за жал, наместо да го нагласи овој случај и да го издигне на пиедестал и да му даде можност за што побрза разрешница и заштита на прекршеното право, во собранието имаме членови на парламентарното мнозинство кои што го релативизираат случајот на повредите на правата од работниот однос на инспекторот Ѓорѓи Илиевски. Тоа е хипокризија на действувањето од страна на собраниското мнозинство, кое што има капацитет или да ги подобри, да ги зголеми, да ги зајакне капацитетите на народниот правобранител и на самото собрание при заштитата на граѓанските права, или истите да ги сведе на вакви декларации, кои што во иднина ќе ги сретнуваме само како годишни извештаи, за кои што ќе имаме еднодневна, дводневна дискусија и тука ќе заврши улогата на Собранискиот дом. Затоа, јас уште еднаш ќе потенцирам, личностите кои што се делегираат во овој механизам за граѓанска контрола се многу важни. Би сакал да и верувам на колешката Ременски, кога го истакна капацитетот на професорот Трпе Стојановски. Се надевам дека ќе биде на нивото на задачата, но би сакал и да го истакнам сомнежот на нашата пратеничка група, дека представничката на Хелсиншкиот комитет, господјата Уранија Пировска, не веруваме дека ќе гледа со еднаква призма на сите граѓани или на сите случаи кои што се однесуваат на заштитата на човековите слободи и права во канцеларијата на народниот правобранител. И на крајот, тоа што сметам дека исто така е важно да се знае, при случајот на повредите на правата од работен однос на просветниот инспектор Ѓорѓи Илиевски, за жал, две од овие предложени здруженија, Здруженијето за кривично право и криминологија, како и Македонското здружение за млади правници, воопшто не се произнесоа за тој случај. Ќе беше упатно и добро од нивна страна, бидејќи сепак се работи за фела која што се занимава во основа со човековите права и нивна заштита од страна на власта, при повреди од власта, без разлика од која власт тоа може да се случи, ќе беше добро доколку Здруженијето за кривично право, како и Македонското здружение за млади правници, барем со соопштение или некаква изјава, дадеа до јавноста знаење, на знаење дека го забележале случајот на повредите на правата од страна на извршната власт, повредите на работните права на просветниот инспектор Ѓорѓи Илиевски. Благодарам многу.